Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на градоначалници од Источниот плански регион ја одржа 10-та редовна седница, чиј домакин беше општина Чешиново-Облешево. Се разгледуваше соработката со Македонско-бугарската стопанска комора и реализацијата на проектите за заштита на природата околу сливот на Брегалница и воспоставувањето на ГИС системот. Градоначалниците од општините од Источниот регион се состанаа во Облешево за пред почетокот на годишните одмори да се договорат за проектите што се започнати и чија реализација не трпи одлагање. Една од главните точки на дневниот ред беше соработката со Македонско-бугарската стопанска комора, што скоро една година се реализира меѓу бизнис секторот од двете земји. На состанокот беше речено дека реализацијата на оваа соработка е во интерес не само на стопанствениците, туку и на општините, поради што тие и се вклучиле со својата поддршка за нејзино продлабочување. Ние како локални самоуправи даваме максимална поддршка на целиот овој проект кој што е активен од поодамна, меѓутоа се повеќе станува интересен, пред се интересен за бизнис заедницата, а ние како локални самоуправи секогаш даваме поддршка на бизнис секторот. Стереотипите веќе се надминати, мислам дека имаме една исклучително поволна клима од двете страни на границата, и од бугарска страна и од македонска страна. Целта на нас како градоначалници е да помогнеме на бизнис секторот за поголема економска соработка и поголем економски бенефити за двете страни. На средбата на градоначалниците од Истокот се разгледуваа и два проекти што се финансирани од Швајцарската агенција за развој и соработка, а со поддршка од Министерството за животна средина. На состанокот стана збор за можностите и критериумите за аплицирање за искористување на грантот по основ на проекти кои се поврзани со заштита на природата околу сливот на Брегалница. Првиот проект е грант од 200.000 швајцарски франци од проектот заштита на природата по течењето на река Брегалница. Всушност тој проект е 1.700.000 швајцарски франци грант и се однесува на поднесување на предлог проекти од страна на општините за мали типски прочистителни станици. Меѓутоа наша заложба беше и на Советот да покрај малите прочистителни станици општините го изберат сами својот приоритет, нормално поврзан со водите на река Брегалница, и да може да аплицираат и со проекти за колекторски системи за уредување на речни корита, секако тоа поврзано со водите на река Брегалница. Критериумите за аплицирање се утврдени, следува објава на повикот, а средствата ќе се доделат на конкурентна основа, односно ќе бидат избрани најдобрите општини апликанти. Вториот проект е со грант од 200.000 швајцарски франци, од кои 150.000 се наменети за реконструкција и адаптација на постоечки објект, што ќе има функција на инфоцентар поврзан со природата. Останатите 50.000 франци ќе се доделат на онаа општина што ќе го добие главниот проект за опремување на инфоцентарот. Значаен за општините е и продолжувањето на проектот за воспоставување на ГИС системот, од кој е завршена првата фаза, како дел од соработката меѓу Словенија и Македонија, при што се искористија 200.000 евра. На иницијатива на самите градоначалници сакаме да влеземе во втора фаза од овој проект, а тоа е подземен катастар. Во моментот е изработен апроксимативен буџет од околу 500.000 евра. Очекуваме 60 до 70% да биде грант од страна на влада на Република Словенија, а остатокот да биде кофинансирање од страна на општините, што се залагаме да повеќе од 50% од тие средства бидат инкаин, значи работа од страна на општините, а остатокот да биде со финансиски средства. На средбата на градоначалниците стана збор и за други прашања од работењето на Центарот за развој на Источниот регион. Матичните лекари да алармираат за секаков сомнеж за можна појава на заболен од опасниот коронавирус кој веќе се појави во соседна Грција. Центарот за јавно здравје од Кучани во соработка со Министерството за здравство ги презема сите превентивни мерки против смртоносниот мерс вирус. Набавени се тестови за детектирање. Кочанскиот центар за јавно здравје во соработка со Министерството за здравство со превентивни мерки против мерс вирусот. Во Македонија нема заболени. Клиниката за инфективни болести во Скопје е подготвена за испитување и третман на заболен, велат од секторот за превентивна здравствена заштита при Министерството за здравство. До сите матични лекари е дистрибуирана информацијата за потребата веднаш да алармираат за секаков сомнеж за можна појава на заболен од мерс коронавирус, велат од Кочанскиот центар за јавно здравје. Воспоставени се протоколи за постапување и спречување на интрахоспитални инфекции,
а во центрите за јавно здравје има тестови за дијагноза на сомнителните случаи, при што за еден ден треба да бидат готови овие лабораториски анализи. Министерството за здравство и центрите за јавно здравје будно ја следат состојбата и се спроведуваат препораките на Светската здравствена организација. Во Македонија засега не е регистрирано лице заболено од овој коронавирус со висока смртност. Најблиску во соседството вирусот е детектиран кај едно лице во Грција, кое се вратило од пат од Саудиска Арабија, каде што се шири овој вирус. Министерството за здравство вчера затоа издаде и посебна препорака за предпазливост за македонските граѓани кои имаат намера да заминат на аджилак во оваа земја околу Рамазан Бајрам. Представници на надлежните институции од областа на заштита од шумски пожари одржаа состанок со градоначалникот Димитровски во делот на превенцијата од пожари. Констатиран намален број на пожари на отворено во споредба со изминативе години. Со цел заштита и превенција од шумски пожари, представници на надлежните институции од областа на заштитата од пожари на отворен простор одржаа состанок со градоначалникот Димитровски. Представниците од Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, службите од локалната самоуправа, инспектори и представници од подарчната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шумско стопанство Согово, територијалната противпожарна единица на Кочани, полицијата и шумската полиција дадоа извештај на досега сработеното во делот на заштита од шумски пожари. На состанокот се зборуваше и во делот на она што треба да се преземе за да се делува брзо и ефективно во случај на пожар. Сите се сложивме околу тоа дека е далеку покорисно, далеку подобро да се превенира, односно да се преземат мерки за превенција од пожарите, отколку што подоцна да се интервенира во гасењето на пожарите. Донесовме некои заклучоци, кои заклучоци се во таа смисла, дека треба да се подсетат сите оние потенцијални причинители на пожаропредизвикувачи, да ги наречеме, да бидат опоменати, дека сите институции ќе ги преземат своите овластувања максимално во смисла на да не се појават пожарите. Очекуваме дека и вие како медиуми ќе допринесете во тоа, односно ќе биде апелот прифатен од сите наши сограѓани и дека оваа година нема да имаме некои посериозни проблеми во делот и на полските и на шумските пожари. На состанокот беше констатирано дека како резултат на големата соработка на институциите меѓу себе и со локалната самоуправа, бројот на пожари на отворено значително е намален. Беше речено дека институциите по голема соработка и комуникација треба да имаат со претседателите на местните заедници во случај на пожар да се делува побрзо. Исто така, полицијата ќе делува и преку патроли кои ќе работат на терен и ќе се предупредуваат луѓето да не ги палат стрништата. Представниците од полицијата ќе делуваат и репресивно во случај да не се почитува законот во кој не се дозволува палење на стрништата. Често ќе бидат делени и флаери со едукативна содржина, како и ќе бидат поставени табли со содржина дека не е дозволено палење оган. Општина Виница ја информира јавноста дека на ден 17 јуни, вторник, во раните утрински часови од 5 часот до 8 ќе се врши авионско прскање за заштита од комарци на територијата на градот Виница со околината на површина од 1000 хектари. Се известуваат пчеларите во времето на прскање и 3-4 часа потоа да ги затворат кошниците со пчели, заради можноста од влијание на средството со кое се врши прскањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Започна изградбата на локалниот патен правец што ќе ги поврзува селата Облешево и Чифлик. Носител на проектот е општина Чешидово Облешево, а се предвидува градежните работи да бидат завршени за околу 2 месеци. Од почетокот на оваа недела, градежна механизација на предпријатието Гранит го започна поставувањето на земјиниот насип за тампонирање на патниот правец, што директно ќе ги поврзува Облешево и Чифлик. Се работи за локален пат, што и досега го користеше местното население, но тој беше макадамски и во многу лоша состојба. Според изведбениот проект, се предвидува со неговото комплетирање коловозот да биде модернизиран, односно да се постави и асфалтен слој широк 3,5 метри.
Носител на проектот за изградбата на патниот правец меѓу двете села е локалната самоуправа на Чешиново-Облешево, од каде истакнуваат дека е испочитувана потребата на жителите за пократка сообраќајна комуникација. Изведувач гранит со должина од 1600 метри ќе биде ова локален пат со тоа што ќе го ослободиме патот М3 и за подобро функционирање на земјоделската механизација кон обработливите површини. За изградба на патот ќе бидат потрошени околу 20 милиони денари, средства што се обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој. Представници на изведувачот на градежните работи рекоа дека со оглед што станува збор за релативно лесен терен за кој е потребна само мала интервенција, може да се очекува од изградбата ќе тече според планираните рокови. Се најавува дека патот меѓу Облешево и Чифлик ќе биде целосно готов и предаден во употреба за околу 2 месеци. 52 годишен маж од Кочани тешко се повредил по пат од скали во семејната куќа. Поради сериозноста на повредите, итно бил пренесен во Кочанската болница, а оттаму во клинички во Скопје. Кобно било качувањето на таванот од сопствената куќа за 52 годишниот МН од Кочани, за да среди одредени работи во домот. Наместо да се симне по скалите, тој се лизнал и паднал, при што се здобил со тешки телесни повреди, поради што е пренесен во болница. Несрекниот настан се случил во четвртокот околу 13 часот во домот на Кочанецот. Во критичниот момент тој се наоѓал на таванскиот простор од куќата и се обидел да се симне по скалите што ги поставил за таа намена. Поради мало невнимание изгубил рамнотежа, се лизнал и паднал на подот од височина од околу 6 метри. При тоа се здобил со тешки скршеници на телото и главата, па неопходна била итна лекарска интервенција. Со помош на најблиските веднаш е однесен во Кочанската општа болница, а откако лекарите ја увиделе сериозноста на неговата здравствена состојба, веднаш го препратиле во клиничкиот центар во Скопје. Според лекарите, МН е надвор од животна опасност, иако ќе биде потребен извесен период за санирање на повредите. Истражни органи ги утврдуваат деталите за овој несреќен случај. Голема крводарителска акција организира Црвен крст на Македонија по повод Денот на крводарителството 14 јуни. Централната манифестација се организира во Скопје, а активни се и представници од Општинската организација на Кочанскиот Црвен крст. Бројот на крводарувања секоја година расте, така што од јануари до мај годинава Кочанскиот Црвен крст бележи 487 собрани единици крв. Деновите кога се одбележува крводарителството се денови во кои обично се прави промоција и поттикнување за одбележување на позитивните вредности. Во таа смисла Црвениот крст во соработка со Институтот за трансфузиологија од Скопје и Светската здравствена организација го одбележуваат денот користејќи ги сите механизми да ги промовираат вредностите што ги носи дарувањето на крв. Во Домот на хуманитарни организации Дари Џамбас во Скопје се организираше голема хуманитарна акција, во која прв скапоцената течност ја даруваше председателот Ѓорѓе Иванов. Во манифестацијата и акцијата се вклучија и волонтерите од Кочанскиот Црвен крст, која ги дефинираше насоките во делот на промоцијата на хуманитарните и превентивните активности, како и волонтерските активности. Во одбележување на денот на крводарувањето активно е вклучена и Агенцијата за млади и спорт, која упатува порака до младите да бидат хумани. Инаку, од Општинската организација на Црвениот крст на Кочани велат дека од година во година се зголемува бројката на крводарувања, како и волонтери што волонтираат во Црвениот крст. Така, од јануари до мај годинава бројот на крводарувања изнесува 487 во вкупно 8 организирани акции. Во рамки на проектот Општинско корисна работа Зрновци за сите, која отпочна да се спроведува во Општина Зрновци, предвидена е и активност за собирање и дистрибуција на хуманитарна помош, облека, нерасиплива храна, апарати за домаќинството и слично. Истата подоцна ќе биде поделена на семејства од општината кои имаат потреба и се загрозени. Дата на собирната акција е 27 јуни од 9 до 11 и од 18 до 20 часот, а собирни пунктови Зрновци пред Домот на културата, Мородвис пред училиштата зграда и Видовиште могила. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата отпочна кампања посветена на мотоциклистите. Кон неа се приклучи и Општинскиот совет кој заседаваше заради договарање на начините како ќе тече акцијата.
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, согласно насоките на Републичкиот совет, донесе програма за начинот на спроведување на превентивната акција Недела на безбедност на мотоциклистите во сообраќајот, што ќе се спроведува од 16 до 22 јуни. Со една единствена цел, оваа категорија на учесници во сообраќајот да бидат едуцирани, а од друга страна да бидат потсетени и другите учесници во сообраќајот дека постојат овие учесници и дека треба да им обрнат поголемо внимание. На состанокот беа присутни представници на мотоклубот Осоговски возачи. Индикаторите за безбедност на мотоциклистите во сообраќајот на патиштата укажуваат на потребата од преземање на една широка и сеопфатна акција за подобрување на нивната безбедност во сообраќајот. Целта на оваа акција е да се едуцираат овие учесници во сообраќајот дека имаат потреба сами да го заштитат својот живот, односно да ја носат пропишаната опнова, да ги поштуваат сообраќајните правила и прописи, а од друга страна, како што спомнав и предиска, да ги потсетим и другите учесници дека мораат да внимаваат на оваа категорија на учесници во сообраќајот. Во реализацијата на оваа кампања се вклучени Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, градот Скопје, единиците на локалната самоуправа, Канцеларијата на Светската здравствена организација во Скопје, Институтот за јавно здравје и Мотоциклистичката федерација на Македонија. А мотоклубот Осоговски возачи организира парадно дефиле низ градот по повод Неделата за безбедност на мотоциклистите во сообраќајот. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со мотоклубот Осоговски возачи по повод одбележувањето на Неделата за безбедност на мотоциклистите во сообраќајот организираат парадно дефиле под мотото "Видете неколку сме". Дефилето ќе се одржи в четврток, 19 јуни, со почеток во 18 часот. Рутата на дефилето тргнува од градскиот плоштад преку Кеј на Револуцијата, булеварот Теодосија Паунов, Средното општинско училиште Гошови Кентиев, па назад кон улиците Стево Теодосиевски и Страшоер Бабче. Оттаму учесниците ќе продолжат кон Мородвишка епископија, улицата Скопска, крстосницата помеѓу улиците Павлина Велјанова и Штипски пат, улиците Димитар Влахов, Глигор Апостолов, Гочо и Маршал Тито, до Треговскиот центар како крајна цел. Учесниците задолжително треба да поседуваат заштитна кацига. Од страна на организаторот, за нив се обезбедени беџови со логото на настанот, како и гратис кафе во некои од кафулињата во Треговскиот центар. Целта на оваа активност е да се зголеми безбедноста на оваа ранлива категорија учесници во сообраќајот, поради што се апелира за што поголема поддршка и што помасовно учество од страна на мотоциклистите и мопедистите. Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.